Не се точни информациите кои што во последниот период кружат на социјалните мрежи, дека во прилеп бројот на лица инфицирани со ХИВ вирусот е зголемен за околу 50-тина, демантираат од Центарот за јавно здравје од овој град, од каде што потенцираат дека од 1987 година, кога е регистриран првиот случај во градот, досега имало 37 лица регистрирани со ХИВ-сида, од кои што 23 се ХИВ позитивни, 14 се болни од сида, а има и 7 починати лица. Од овие 37, 3 лица се регистрирани од почетокот на 2026 па се до денес. Се шпекулира со некои бројки од 50 ново инфицирани лица, се споменува дека има и млада популација заразена, инфицирана. Сакам да ги отфрлам овие шпекулации. Бројките се тие што и претходно ги кажав, од 87 година до денес во Прилеп официјално потврдени се 37 случаи на ХИВ-сида. Сакам да го известам населението да не наседнува на овие непроверени и неточни вести и информации, а од друга страна секој оној кој што сака да го дознае својот ХИВ статус слободно да се обрати во Центарот за јавно здравје, каде што ќе може бесплатно да направи ХИВ тестирање. Инаку најчесто се инфицирале лицата од машки пол и тоа младата популација која што била и сексуално активна. Од 37 регистрирани случаи, 33 се од машки пол, 4 се од женски пол. Во однос на возрастната дистрибуција, најголем процент, околу 78% се на возраст од 20 до 39 години. Во однос на начинот на пренос на трансмисијата, кај популацијата мажи кои имаат секс со мажи, вкупната бројка е 27 или 72% од вкупниот број на регистрирани случаи, хетеросексуалниот пат на пренос 7 случаи или 19%, имаме еден случај на лице кој инјектира дроги и 2 случаи по вертикална трансмисија од мајка на дете. На ниво на држава пак од 1987 до денес имало 760 регистрирани случаи на ХИВ-сида, од кои што над 30% се регистрирани во последните 5 години.